Следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Дарко Каевски, директорот на Агенцијата за спорт и млади. Господине Каевски, дали Агенцијата за спорт и млади, која постои со години, успеа да се наметне како функционално тело? Секако дека моје мислење е дека да, со оглед на тоа дека во изминатиот период, во изминативе 2 години, имавме доста голем број на проекти кои што ги спроведовме и секако се во фаза на спроведување и секако проекти кои што се најавени и ќе се имплементираат во периодот што следи, кои што видите како се препознатливи како кај младите, така и кај спортистите, проекти кои што го помагаат нивното секојдневно делување и со тоа придонесуваат да ги подобрат условите и во спортот и кај младите. Буџетот на Агенцијата за оваа година е 9 милиони евра, од кои 7 милиони евра се за спорт, а 500.000 евра за млади. Каде ги трошите овие 9 милиони евра? 9 милиони евра се распределени во неколку сектори, меѓу кои е и секторот за капитални инвестиции, односно за спортска инфраструктура. Еден новитет е што за прв пат од веќе од наредната година во делот на инфраструктурата ќе се гради капитален објект кој што ќе биде во делот на млади, односно оној проект кој што го најавивме во делот на младинските центри ќе биде надополнет со еден голем младински центар кој што ќе биде на територијата на градот Скопје, а ќе биде започнат во наредната 2020 година. Тој младински центар ќе биде надополнет со мултифункционални сали, исто така ќе биде надополнет со канцеларии за млади кои што ќе добијат грантови за неповратни средства за отварање на сопствени бизниси и ред други содржини кои што ќе бидат пред се наменети за младите, за нивното подобро секојдневно и тековно делување. Во делот на спортот имаме голем број на проекти, меѓу кои најзначајни се поддршката за младинските категории, поддршката за индивидуалните спортисти од олимписките спортови, се со цел да оствариме врвен резултати во тие категории. Но колкав процент од буџетот на агенцијата отиде во поддршка на млади успешни луѓе? Конкретно како проект е околу 8 милиони денари е целиот проект, само проектот, дополнително што вложуваме за нивните надпреварувања надвор од државата, односно ги поддржуваме активностите кои што ги имаат на меѓународен план. Тие се дополнителни средства, така да огромен процент, огромен дел од средствата кои што ги има Агенцијата за млади спорт пред се ги вложува за оние младински категории, но и за нивните меѓународни надпреварувања. Ислувањето на младите е системски проблем, но со кои политики вие како агенција конкретно се обидувате да одговорите на оваа проблематика? Мислам дека како институции сме доста фокусирани со низа мерки кои што ги донесовме не само од страна на Агенцијата за млади спорт, и од страна на другите ресорни министерства и од други институции кои што исто така имаат надлежност во делот на млади. Сметам дека го намаливме и во добра мера го сопревме, но сепак тоа не е доволно, мораме постојано, континуирано да бидеме фокусирани на овие мерки. Ќе започнам со мерките младинска гаранција, која што во 2018 година даде добар ефект, во 2019 година е проширено на територија на цела држава. Само преку таа мерка се 1800 млади луѓе најдоа работно место по завршувањето на нивното образование. Во 2019 очекуваме тоа неколкукратно да се зголеми и да даде ефект на територија на цела држава. Потоа оперативниот план за вработување на млади, имаме голем број на мерки кои што се даваат неповратни средства на млади, грантови за отварање на сопствен приватен бизнис. Една од тие институции е Агенцијата за млади спорт, каде што наградуваме 2 најдобри бизнис идеи по претходно отворен повик. Потоа голем број на обуки за младите да се стекнат секако со дополнителни вештини за да можат да најдат и работно место, но и да отворат сопствен приватен бизнис. Невработеноста се намалува, но бројките и натаму се високи. Речиси 34% од младите се невработени. Во 2017 година 53% од младите беа невработени. Тоа беше официјален податок од Светска банка. Невработеноста во моментов на ниво на држава некај младите е на рекордно 17,4% ниво, што значи дека во добар правец се движиме. И дополнително со мерките кои што ги промовираме, како што е последната со ребалансот на буџет, каде што буквално на стопанствениците во приватниот сектор им нудиме дека државата до накачување на плата до 100 евра ќе ги покрие трошоците кои што ги има
приватникот према државата, една од главните показатели дека ние како држава се трудиме што е можно повеќе пред се да пораснат платите, но и од друга страна да креираме соодветни добри работни места кои што секако ќе бидат во интерес младите да посегнат по нив и да останат во нашата држава. Според истражувањата, над 90% од младите смета дека нивниот глас не е доволно застапен во процесите на одлучување и тоа е една од причините за иселување, кога може да се очекува во собранието да биде донесен законот за младинско учество врз кој што работевте. Очекувам дека некаде во средината или крајот на овој месец ќе биде законот во собраниска процедура, каде што дополнително ќе биде отворен за коментари, сугестии и предлози. И некаде до крајот на ова 2019 година очекувам дека ќе биде донесен. И со тоа, со донесувањето на овој закон, секако ќе се создаде дополнително позитивна клима за младите да бидат директно вклучени во сите процеси. Впрочем и сега сите одлуки, јас ќе говорам во име на Агенцијата за млади и спорт, сите одлуки кои што се буквално за младите и се носат во име и за сметка на младите, се носат во еден инклузивен и транспарентен процес каде што сите млади се вклучени преку младинските организации. Еве последно ќе ги земам младинските центри кои што ги промовиравме, кои што се во фаза на имплементација. Се предвидува национално советодавно тело, двутретинското мнозинство ќе го сочинуваат организациите кои што ќе бидат избрани врз основа на регистарот кој што го води вашата агенција. Дали тоа ја гарантира независноста на ова нова тело? До некаде ја гарантира, но тука дополнително ќе треба институциите и луѓето кои што се во институциите и надлежните функционерите, конкретно Агенцијата за млади спорт и јас како директор, дополнително да се вложиме, да ја вратиме довербата дека сето она што ќе биде нема да биде злоупотребено, туку напротив со искрена намера, со искрен пристап да ги вратиме младите преку младинските организации да бидат дел и од овој систем, да бидат дел и од законот и секако преку советодавното тело да бидат вклучени во сите процеси кои што ќе бидат за младински политики, сите процеси кои што било која институција ќе ги носи, а ќе бидат наменети за младите. Колку дел од младите не сакаат да бидат дел од организирано делување поради разочараноста од партизираноста на некои од студентските тела како што беше досега? Организиравме голем број на тркалезни маси, голем број на консултации со млади во различни градови, по различни основи, за различни мерки. И можам да кажам дека дел од младите се интересираат, но има и доста голем број на млади луѓе кои што не сакаат да бидат вклучени во сите процеси. Можеби дел од тоа е и партизираноста на одредени институции во минатото, како што го кажавте, студентскиот парламент, на кој што имаше и голем број на протести, како и студенти, така и средношколци протестираа заради погубните политики, а при тоа конкретно студентскиот парламент не делуваше и беше буквално слеп послушник на власта во тој момент. Во ниту еден момент, еве јас во исто време сум директор на Агенцијата за млади спорт и сум претседател на Социјалдемократската младина која што на партија која што е на власт. Во ниту еден момент ниту сме помислиле, ниту сме делувале, ниту сакаме да партизираме било какво тело кое што особено во делот на млади. Вашата изјава со која што го споредивте премиерот Заев со Јосип Брз Тито предизвика реакции во дел од јавноста дека е исполитизирана. Како го коментирате тоа? Јас во ниту еден момент не го споредив и во ниту еден момент не укажав дека дали премиерот е како Јосип Брз Тито, туку напротив, кажав дека ќе дојде денот кога ние ќе се гордееме за сите оние работи кои што се направени, особено во делот на НАТО и ЕУ интеграциите на нашата држава, а при тоа решавањето на деценискиот спор кој што можеби го отежнуваше патот на нашата држава. И со тоа ќе се гордееме исто како што моите родители се гордееле за некои политики кои што се спровеле во минатото од Јосип Брз Тито. И тоа беше мојата споредба. А јас во ниту еден момент не ги доближив или не ги споредив како карактери, како личности. Секој си има свои предности, аномалии и секако негативности. Има 5-годишна стратегија за млади, но докаде е ревидирањето на акцијскиот план за 2020 година и кога овој план може да биде готов? Жално е што во 2016 година е
донесена национална младинска стратегија која што не ги отсликува реалните проблеми и потреби на младите и од таа намена влеговме во еден процес на ревизија. Дополнително ревизијата се дложи на тоа што голем број на младински организации негодува и кажуваа дека нивните реални сугестии и потреби и проблеми кои што ги истакнале и потенцирале не беа усвоени и согледани со таа национална стратегија. И тоа ни е еден мотив плюс оние процеси кои што ги правиме на иста маса со младите, на иста маса со младинските организации, за во иднина да немаме документи кои што ќе бидат спротивни од реалноста, ќе бидат спротивни од реалните потреби, туку напротив ќе бидат во насока да бидат во интерес и да бидат во дел со размислувањата кои што ги имаат младите луѓе. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.